Здраво на сите, тука е Дана Ористовски, добродојавте во Devotional број 18, каде што заедно ќе го читаме повторно Евангелието од апостол Јован. Овој пат ќе читаме 9 глава од 1 до 41 стих, ќе се молиме заедно и заедно ќе го споделиме Евангелието на Господ Исус Христос, добрата вест која што ослободува, добрата вест која што спасува и добрата вест, Евангелието која што ме потребна, таа порака која што ме потребна на светот денеска повеќе од било кога претходно во историјата на светот, и помогнете ми да ја проширам таа порака до што повеќе луѓе. Не за да бидам јас верен, туку за Евангелието да биде слушнато. Како можете тоа да го направите? Со тоа што ќе кликнете на копчето лайк, ќе коментирате и ќе кликнете на копчето шер, на копчето сподели, зависно на која социјална мрежа да го гледате ова видео. Пратете го на луѓе во порака, не е битно како, само споделете оваа порака, бидејќи не знаете на кого денеска Евангелието може да му го промени животот, може да му промени насоката на неговата вечност. Затоа заедно да го направиме тоа, да не бидам само јас тој кој што го правите, туку заедно како тим, како заедница да го споделиме Евангелието до што повеќе луѓе. Пред да почнеме со читање на Словото, дозволете ме да се помолам за вас. Господи Исусе Христе, фала Ти за секој еден кој што се вклучува на ово видео, таа страна на екранот. Господи, те молам Ти, благослови ги нив, благослови го нивното срце, отвори го нивното срце за Твоето Слово, за Твојот збор, за добрата вест. Господи, те молам Твојот збор нека допре како меч во нивното срце, нека го продре нивното срце, Господи, и да допре длабоко во нив, Господи, да ги промени нивните срца, Господи. Само молам и за мене Ти да зборуваш преку мене, да не биде тоа мои зборови, да не биде тоа моја човечка мудрост, туку Твојот глас да биде слушнат преку мојата уста на ова видео, Господи. Го бараме Твоето воство, го бараме Твоето присуство, сега, Господи, изли го Твојот дух тука. Амин. Како што кажав, ќе читаме од Евангелие според апостол Јован од 9 глава од 1 до 41 стих. Вели вака: кога одеше Исус, виде еден човек слеп од раѓање. Учениците негови го прашаа и рекоа: Рави, кој сгрешил? Тој или родителите негови, та се родил слеп? Исус им одговори: ни тој, ниту родителите негови сгрешиле, туку за да се јават делата Божји врз него. Јас треба да ги вршам делата на оној што ме прати додека е уште ден, зашто настапува ноќ кога не ќе може никој да работи. Додека сум во светот, јас сум светлина на светот. Штом го рече тоа, пукна на земја, направи кал со плунката и ги намачка со неа очите на слепиот и му рече: отиди и изми се во бањата Силоам, што значи испратен. Тој отиде, се изми и дојде гледајќи. А соседите и оние што порано го беа гледале како слеп рекоа: зарем не е овој што седеше и питаше? Едни велеа: тој, а други: личи на него. Тој пак зборуваше: јас сум. Тоаш го прашаа: како ти се отворија очите? Тој одговори и рече: еден човек кој се вика Исус направи кал, ми ги намачка очите и рече: отиди во бањата Силоам и изми се. Отидов, се измив и прогледав. Пак го праша: каде е тој? А тој одговори: не знам. Тогаш го одведоа кај фарисеите човекот кој порано беше слеп, а беше сабота кога направи Исус кал и му ги отвори очите. Го прашаа пак исто така и фарисеите: како прогледа? Тој им одговори: ми кладе кал на очите, се измив и сега гледам. Тогаш некој од фарисеите рекоа: не е од Бога овој човек што не ја уважува саботата. Други рекоа: како може грешен човек да прави такви чуда? И настана расправија меѓу нив. Пак му рекоа на слепиот: ти што велиш за оној што ти ги отвори очите? Тој рече: пророк е. Но јудејците не поверуваа за него дека бил слеп и прогледал, додека не ги повикаа родителите на оној што прогледа и ги прашаа: дали е овој вашиот син за кого велите дека се родил слеп? Родителите негови одговорија им рекоа: знаеме дека овој наш син е дека се роди слеп, но како сега гледа не знаеме, или кому ги отвори очите не знаеме. Тој е голем, прашете го него, нека ви каже сам за себе. Ова го рекоа неговите родители бидејќи се плашеа од јудејците, зашто јудејците се беа согласиле да биде исклучен од синагогата секој што ќе го признае за Христос. Затоа и родителите негови рекоа: тој е возрасен, не го прашете го. Тогаш повторно го повикаа човекот што беше порано слеп и му рекоа: прослави го Бога, ние знаеме дека оној човек е грешен. А тој одговори и рече: дали е грешен не знам, но знам дека бев слеп, а сега гледам. Пак му рекоа: што ти направи? Како ти ги отвори очите? Тој му одговори: јас веќе ви реков и не чувте. Зашто сакате пак да чуете? Да не сакате можеби вие да му станете ученици? Тие го укорија и му рекоа:
Ти си негов ученик, а ние сме Мојсееви ученици. Ние знаеме дека со Мојсей говорел Бог, а овој не знаеме од каде е. Одговори човекот и им рече: тоа е за чудење, што вие не знаете од каде е, а мене сепак ми ги отвори очите. Знаеме дека Бог не слуша грешници, но оној што го почитува Бога и ја исполнува неговата волја, него го слуша. Откако е веков, не се чува некој да отворил очи на слепороден. И ако тој не беше од Бога, не ќе можеше да направи ништо. Одговори и му рекоа: сиот си во гревови роден, па зар ти нас ќе научиш? И го избркаа надвор. Исус чу дека го истерале, па го најде и му рече: веруваш ли ти во Синот Божи? Тој одговори и рече: а кој е Господи, па да поверувам во него? Исус му рече: си го видел толкму оное кој зборува со тебе. А тој рече: верувам, Господи. И му се поклони. И Исус рече: за суд дојдов јас во овој свет, за да прогледаат слепите, а оние што гледаат да станат слепи. Го чуја тоа некои од фарисеите што беа со него и му рекоа: зари ние сме слепи? Исус им рече: да бевте слепи, грев немаше да имате, а сега велите дека гледате, затоа и гревот ви останува. Еден од подобрите текстови кои што се и денес релевантни во светот во кој што живееме, бидејќи фасцинатно е колку може религијата да ги заслепи луѓето. Колку може религијата да ги заслепи луѓето кои што мислат дека се побожни, кои што го посетуваат Божиот храм секоја недела, се молат, постат, ги почитуваат Божите заповеди, а сепак да не го препознаат тој кој што е живиот Бог, да не го препознаат живиот Бог, да ги прават работите кои што тој вика дека треба да ги прават, а сепак да не го познаваат него. И тоа е религиозноста со која што ние се соочуваме константно и можеме да го видиме тоа во секоја една црква, особено во Македонија, каде што живееме. Многу луѓе сакаат да навлегуваат во религиозни дебати, може да приметите на мојот профил, ги одбегнувам тие разговори колку што можам. Ако грешам во оваа изјава, некој нека ме поправи, но одбегнувам бидејќи нема потреба да навлегуваме во тоа како се случило ова, ако Бог направил чудо, ама чекај да го техничка анализа да му правиме на тоа чудо. Едноставно, јас тоа што можам да го кажам е дека Исус мене ме спаси. Исус мене ме спаси пред скоро 7 години. Исус спасил многу од луѓето кои што ги познавам околу мене. Како го направил тоа? Зошто го направил тоа? Кој Исус? Зашто и како? Не ќе многу да дебатирам на таа тема, иако самата Библија има многу аргументи, но тоа што јас знам е дека јас бев слеп пред 7 години, а сега прогледав. Ова е многу убава духовна паралела на слепородениот човек, бидејќи ние сите се раѓаме слепи. Сите се раѓаме во гревот наследен од Адам, духовно слепи. И треба да дојдеме во момент каде што ние ќе дојдеме во еден контакт со Исус Христос. И тој ќе направи ние да прогледаме. Исус Христос ќе направи ние да прогледаме. Ние со нашиот грев сме заробени. Ние сме слепи и светот околу нас, системите околу нас не држат во тоа слепило и не дава да бидеме ослободени од тоа слепило. И религиозните луѓе околу нас, дури луѓето во црквата околу нас, некогаш не може да го препознаат живиот Бог, не може да го препознаат Исус Христос. И дури од кога ќе го заследиме Исус Христос, од кога ќе се соочиме со него, од кога ќе сватиме дека да, јас бев грешен, а сега сум слободен. Јас бев грешен, а сега сум спасен. Јас бев осуден за пропаст, бев осуден за во пеколот. Сега сум спасен преку благодата и преку верата во Исус Христос и имам вечен живот. Картата за во рајот ми е веќе купена, ми е веќе обезбедена. Имам резервација во рајот. Преку кого? Само преку Исус Христос. Но таа преобразба не е секогаш инстантна. Некогаш е, но некогаш не е. Гледаме за овој човек овдека кој што е слеп, дека кај него прогресира таа неговата перцепција за тоа кој е Исус Христос. Први вика, не знам кој е човекот, тоа што знаме дека бев слеп, сега гледам. После му вика, кој е, он вика, пророк е. Не го препознава се уште како Бог, иако го препознава чудото кој што Исус го направил за него. И на крај,
до крајот на овој текст стига до сознанието, стига до таа перцепција, до вистинската перцепција за тоа кој е Исус Христос, а тоа дека тој е Бог. И тоа ми е целта на овие видеа, тоа е целта на Евангелието според Јован, да го представам Исус Христос, да представам таа страна на Исус Христос, дека тој е Бог, дека тој е нашиот Бог и Спасител, дека дојде на оваа земја. Дека иако ние родени духовно слепи, родени во грев, поради наследениот грев од Адам, ние имаме надеж, ние имаме ослободување. Исус Христос дојде да го тргна тоа слепило од нашите очи. И можеби сега не можеш да го видиш тоа, бидејќи можеби сега си духовно слеп, но Исус Христос сака да ти го тргна тоа слепило. Сака да ти ги намачка очите со кал и да прогледаш. Само дозволи му го тоа, застани пред него, соочи се со него, дојде во контакт со Исус Христос. Исус Христос е единствениот од сите религиозни фигури од историјата на светот кој што има воскреснато, кој што го води својот живот базирано на љубов. И како ја докажа таа љубов Исус? Тоа што сам отиде на Голгота, го влечеше тој дрвен крст на неговиот грб, се искачуваше по угорнината да стигне на Голгота и да биде распнат на истиот тој крст кој што тој го носеше, на дрвениот крст, да му бидат заковани шајки на рацете и на нозете, да тече крв, да биде прободен, да биде измачуван, да биде камшикуван, да претрпи таква смрт. За кого? Зошто да претрпи таква смрт? Бидејќи казнат за нешто? Не. Во Римјаните 3 глава пишува дека сите сгреши и паднаа пред Божјата слава. А казната за гревот е што? Смртта. И тоа не е физичка смрт, распаѓање на телото, туку е духовна смрт, вечна одделеност од Бог. Вечна одделеност од изворот на мир, од изворот на радост, од изворот на живот. Тоа е пеколот. Огненото езеро е помалку страшната работа, самиот оган кој што гори, отколку самата оддалеченост од Бог. Таа празнина е многу пострашна. Безживотноста во духот е многу пострашна отколку самото тело да горе. И некој требаше да умре за тој грев. Некој треба да умре, или тоа ќе бидеме јас и ти, или тоа може да биде Исус Христос. И Исус Христос го направи тоа. Беше распнат на тој крст. Умре на тој крст, беше погребан во гробот и после третиот ден се случи чудото каде што тој воскресна од мртвите, а победи смртта. И сега со верата во него, доколку исповедаш со својата уста и поверуваш во своето срце дека Исус Христос беше воскреснат од мртвите и денеска е жив, ќе биде спасен. Твојата душа ќе биде спасена за во вечноста. И тоа те повикам да го направиш денеска. Живееме во време каде што нема време за чекање, нема време за утре. Исус Христос доаѓа, Исус Христос ќе дојде во било кој момент. И живееме во едно време на лага, се околу нас е илузија и лага. И тоа може да го разбереш доколку ти се тргне слепилото на очите, доколку го запознаеш Исус Христос. Но за да не бидеш и понатаму лажен и измамен од овој свет, од системите на овој свет, од луѓето кои што се човечно мокни, на кои што им е дадена привремена мок и шират илузивна порака, агенда во овој свет, каде што не заслепуваат од фактот дека Исус Христос е Бог и Спасител. Треба да поверуваш во Исус Христос, за тоа слепово да се тргне, за да прогледаш и да започнеш еден личен однос со Исус Христос. Исус Христос не бара религија, 5 чекори, 10 чекори, секоја недела посетување на Божиот храм, правење ова или она. Исус Христос бара личен однос со него. Ти си негово дете, ти си Божије син, ти си Божја ќерка. И Бог сака личен однос со тебе. Тој ти има создадено, Бог е личност, Бог има име, Бог те повикува тебе по име. Бог го знае твоето минуто и те повикува по име. Додека ѓаволот го знае твоето име, а те повикува по твоето минуто. Ѓаволот секогаш ќе те повикува по грешките. Бог секогаш ќе те повикува по име, бидејќи Бог те сака, Бог те создал и ти си Божјо создание. Дојди застани пред Исус Христос. Застани, започни на разговор со него. Побарај
не бидеш веќе слеп. Побарај Бог да ти ги намачка очите со кал и ти да прогледаш, да видиш дека во Исус Христос е мирот, дека во Исус Христос е надежта, дека во Исус Христос е славата на овој свет. Не е во материјалните богатства, не е во материјалните нешта на овој свет, не е мирот во одредена географска локација, туку мирот е во Исус Христос, каде да се наоѓате. Мирот е во Исус Христос, ништо и да проаѓате. Мирот е во Исус Христос, да знаете дека еден ден ќе завршите во рајот, а нема во пеколот. А времето е близко, крајот е близко, Божјото царство наближи. Божјото царство е пред нас. Можеби ние ќе сме генерацијата која што ќе го види второто Христово доаѓање. Затоа бидете спремни, биди спремен, биди спремна. Затоа запознај го Исус Христос, започни личен однос со него и тој ќе те спаси.